Ова не е емисија и не е подкаст со стандардни гости и водители, ова е повеќе соговорништво помеѓу двајца колеги од полето на историја на уметност, од една струка за која ништо не се прашува, иако има мислење за се. Јас сум Арсим Заколи, историчар на уметност, и мојот соговорник и согостин е Никица Коруби, нисто така историчар на уметност. До сега сме повеќе присутни со анализи и коментари за политиката, но ценам дека може би е време да погледнеме малце подлабоко што се случува за тие површини на политиката, на стандардните теми. Никица, како за почеток, не ти пречи да именувам директно. Имаме некоја чудна ситуација. Имаме се повеќе скандали, а се помалку тензии во општеството, кога имаме една анемичност и апатија. Имаме се повеќе медиуми, а некако се потешко доаѓаме или слушаме конкретни информации, изворни информации. Имаме се повеќе наплив на религиозност, а во исто време некаков уште пораширен аморал. И за сето тоа причините ги бараме во политиката домашна, меѓународна, во геостратегии, геополитики, економии, но никош не се осврнуваме на тие обштествени теми, тие обштествени двигатели кои од позадина ги катализираат нештата, а за кои као да немаме премногу диалог, иако мислам дека има интерес да се надмине тоа површинско читање на нештата, но као да нема премногу слух од институциите што е да подразбираме по тоа дали се тоа политички или пак медиумски. Од каде е причината, што се генерира оваа состојба? Знаеш, Арсим, вака како ги набројуваш работите што се имаме, а што се немаме, и мислам во моментов дека можеби баш поради тие што ги имаме сета таа хиперпродукција на медиуми, подкасти, еве ние сме денеска на подкаст, знаеме каков наплив имаме и другото на подкастите, претпоставувам со намера да се покријат вистинските подкасти како форма која и не подлежи толку на контролата или на наративот на оние традиционални медиуми што ги нарекуваме. И се поголемата потреба од дали од анализа, дали од поинаков пристап на нештата, можеби главната намера или главната цел е веќе постигната. Можеби и целта била да биде на некој начин, па не знам како да се изразам, можеби анестезирано општеството. И јас и ти веројатно нашата почетна точка е дека да, треба работите да се анализираат, да, треба да знаеме што се случува. Меѓутоа, можеби почетната точка на сите оние кои имаат некакво влијание реално во општеството е обратно. И можеби ние дојдовме до ситуација каде што нивната цел е постигната со ваква, еве да кажеме, блокада или ваков статус-кво и политичка блокада на државата, еве во однос на европските интеграции, меѓутоа и многу побитно ова општествено мртвило. И сега јас на глас размислувам и го поставам во форма на прашање. Дали можеби ние трагајки по тоа зошто ова нема, всушност треба обратно да ги гледам работите и да го добиеме одговорот дека ова и на некого му одговара да нема ништо и дека крајната цел е практично ова, можеби и ние стигнавме до нивната цел. Сега тоа нивната може нали да го разложиме што би било тоа, кои би биле тие. Ја не сакам, знаеш, не сакам секогаш да употребувам некакви квалификации или да влегуваме во некакви теории кои се тоа некои стои се, нели ние зборуваме и секогаш општествата се воглавном фасцинирани од некаква длабока држава, некаква сива еминенција, некаква позадина. Мислам дека кај нас можеби не мора секогаш да станува збор за некакви до тој степен позадински работи, мислам дека можеби и се прилично транспарентни сите тие влијателни фигури, кругови или како сакате мрежи наречете ги, ама ние можеби не сакаме да ги именуваме или едноставно сме навикнале на нивната се присутност. Па ние се уште живееме во тој наратив за некаква стабилократија која е создадена. Но се сеќам дека некаде пред 10 години по интервју за Ал Джазира реков дека всушност тоа е завршен тој процес и дека сега преминуваме на пацификација. На тоа што ти го нарекуваш некој умртвување, на анестезија, на комплетниот диалог, не само политички, туку и општествен. Проблемот е што
таа пацификација и не е толку тешко да се наметне, во смисла на смирување на состојбите на луѓето, на општеството, но работата е како потоа да се стави во движење, бидејќи пацификацијата создава една анемичност, захржламеност на сите инструменти на телото или на општеството, и тоа мртвило се заканува да стане комфортно. И токму затоа, можеби, ако гледаме со тие политички, економски, стандардни образложенија, секогаш ќе најдеме аргумент про или контра. Но како историчари на уметноста и археолози, ние имаме еден другер пристап на таа стратографија на гледање што е секогаш под вториот слој на фреската, на иконата, зошто, што се сликало претходно, што носило кон оваа состојба. Така да, често потенцирам дека кога си историчар на уметноста, правиш спој не само помеѓу духовноста на творбата на некој уметничко дело, туку и гледаш и прагматичните, практични причини кои довеле, кои ги мотивирали и возможиле тие изведби. Дека секогаш кога се го ситуам на некоја слика, фреска, икона, не разбирам дека тоа секогаш било платено, за да се даде одредена приказна или привид, или прати порака. Па затоа таа статичност на тие ликовни дела е исто дел од една пацификација, од едно смирување на паствата, на следбеништвото. И кога ги следиме, ја следиме уметноста, всушност неминовно, почесто индиректно, поретко директно, ги гледаме и тие движења на кои се тие патрици, кои се тие аристократи кои делувале од позадина, ги финансирали тие дела, а со тоа влијаеле и на создавање на јавното мнение, јавниот дух, состојбата на духот на една нација или средина. Така да ти ја спомна таа улога на длабока држава која ние ја имаме мистифицирано, тоа често кажувам наликува на тие сцени од Стенли Кјубрик во мрачни дворови со маски, обкружени, пеат некои мистични песни, прават водослов во кој, како беше она атомско склониште, шапуќу негово име. А всушност, можеби, реалноста е многу по-банална. Дека станува збор за луѓе кои немаат некоја преголема идеја, некоја преголема амбиција во идеолошка, патриотска, национална, туку едноставно се држат еден до друг во некои неформални кругови, се договараат за собствено преживување на семејството или на кланот. Нема никаква мистика во тоа, и тоа најчесто се одвива, познавам човек во таа институција, тој од таа институција познае некој во судот, од судот познае некој во министерството, и тоа е всушност наместо некоја мистика, станува збор за вртење на неколку телефони. Но како секогаш, најбаналното е најтешко да се објасни и да се прикаже на луѓето. Знаеш, и се прашувам дали ние секогаш погрешно ја бараме длабоката држава само во политиката, и дали можеби да кажам, контролираниот дел е токму нашава сфера, да кажам пошироко, културната сфера, или тоа може да биде пошироко, значи под култура тука не подразбирам само некаква си активна култура, туку подразбирам цел тој систем и образовен и научен систем кој на некој начин ја дефинира, меѓу другото историја на уметност, археологија, сите тие сродни науки, и кога гледаме наназад кој всушност ја, да кажеме, блокира државата или општеството, ќе видиме дека колку што има некакви си правила, да кажеме, кој што смее да биде или кој на која позиција би требало или е подобно, пожелно да биде во политиката, уште подрастечна работата е во културата. Уште подрастечна е ситуацијата во културата или да кажеме во тие институции образовни, научни, на формално ниво, на државно ниво, меѓутоа и како невладен сектор, како слободни уметници или како и да го наречеме. И мислам дека многу малку внимание се обрнува на тој момент. Може и со примери некои да одиме, може, мислам тоа да го илустрирам со два одделни или два различни примери, може ми археолошки да тргнеме.
Доколку сакаш да останеме на оваа тема, ако не беше идејата некоја друга тема да одиме. Нема тема. Меѓутоа оваа да, интересно ми е зашто ние секогаш длабоката држава ја бараме политички дека некој стои и носи одлуки, вака ќе биде, онака ќе биде или нема вака да биде. А суштината е дека општеството, ако е умртвено, тоа општество не може да произведе ниту идеја, ниту да реализира некаква идеја, ниту луѓето се оставени просто да размислуваат на начин надвор од некој калап што е веќе воспоставен. И па тие калапи мислам дека првично се воспоставуваат токму во културата. Или тие калапи може тоа културата да ја сватиме како поле на создавање, меѓутоа може да ја сватиме и како национални наративи, така? Или етнички наративи. Па сега за македонскиот дел се односи се поделиме, ја за македонскиот и за албанскиот, да бидеме, нели мејнстрим, како сите, да се поделиме одма. Барем во македонскиот дел наративот е клучна работа. Значи, каков е националниот наратив, односно каква е себе перцепцијата на македонците за себе си, за својот етникон или етникум, како да кажам, и за историјата на македонскиот етнос, тоа е прилично ограничена работа или работа која е точно поставена во определени рамки. Сега, еве да го илустрирам, да кажеме, минатата година, некаде овој период, археолошкиот локалитет Скупи сите го знаеме, имаме нели привилегија да имаме таков археолошки локалитет речиси во центарот на Скопје. Сега во сите го знаеме, можеби не е точно, можеби јас и ти го знаеме, можеби повеќето не го знаат. Тоа е археолошки локалитет кој се простира на голема површина, значи на централно градско јадро, можеби некои 40 на хектари, заштитената зона надминува многу повеќе. Тоа е практично регионот на Хубомаркет, на Систина, на Зајчеврит, повеќето кај нас го знаат како Зајчеврит, а не како археолошки локалитет Скупи, Злокуќани село и така натаму. Цела таа зона, наодите од Скупи допираат дури до Партизанска. Пред неколку години, не знам дали, мислам ти влезе како информација, една надгробна стела беше најдена при некаква реконструкција на Партизанска, што значи дека некрополите одат и од таа страна на Вардар, не се само од оваа страна на Вардар, се претпоставува дека се од Скупи, што говори за големината и значајноста на Скупи. Сега Скупи или генерално археологијата секогаш кај нас била исклучиво привилегија на македонците, значи морам да влезам во етничкиот дел, така? Лани имаше така наречени заштитни археолошки истражувања на она што е источна некропола, значи по самата течение на еве да кажеме на реката. Се пронајде не неочекувано, очекувано бидејќи се пронаѓаат нели некрополи со доста надгробни стели, што може да се третираат и како движни и како недвижни наоди, нели секогаш некрополите ги третираме како движни наоди, меѓутоа кога ќе најдеш некаква монументална структура, тоа веќе е и недвижена, што значи дека и не значи дека мора да биде таму намената за нели зграда или што ја знам како државата ја определила таа намена. Реакцијата на јавноста беше од страна во случајов на албанската јавност, кој открија дека на еден од надписите има надпис кој зборува за Дарданија, за не знам, не се сеќавам и сега во моментов да не шпекулирам на памет, не е битно, и ја скандализираше јавноста, меѓутоа интересно скандализираше само албанската јавност, не и македонската јавност. Македонската јавност беше незаинтересирана речиси и сакаше да им верува на институциите дека таму се е во ред, дека тоа се е по закон, односно недостасуваше идентификационата точка на македонската јавност дека тоа се практично нашите предци. Значи еве предците во Скопје, дали тие ќе ги именуваме како македонци, дали ќе ги именуваме како Дардани, дали ќе ги именуваме како пајонци, е небитно. Римјани. Небитно, тоа се предците, односно тоа е културното наследство на кое почува нашата сегашност. Скупи ми е пример и археологијата ми е пример, затоа што археологијата, зашто произлегуваме и ти предпоставувам, јас сме завршиле на Скопскиот универзитет, тука на Кирил и Методи, тука многу блиско, и е речиси ексклузивно македонска, како да ја наречам, катедра македонски со примеси на нели српски професори или од поранешна Југославија кои доаѓале овде, што не е невообичаено, сега нема тоа да правиме некаква драма. Меѓутоа, археологијата како државно спонзорирана наука многу ретко се отстапува или е дозволено да влезе некој друг надвор од она што треба да биде македонски наратив за тоа што е археологија, што е историја, што е култура.
И сега кога ние ќе дојдеме да зборуваме за меѓуетнички односи, тоа го префрламе на политичка тема и велиме дали се применува Охридскиот рамковен договор или не се применува Охридскиот рамковен договор, дали законот дали е службен или не е службен, дали е тоа практично применет или не е практично применет, ама никогаш не збориме за ова ниво. Никогаш не збориме дали ние имаме заедничка идентификација, не како политичка конструкција, туку заедничка идентификација уште од историјата, односно од нашиот, дали тоа го третираме како наше заедничко културно наследство. Затоа што има определени, како што е да кажеме, скупи кои можеме слободно да си го третираме како сопствено и без при тоа да сопствено, во смисла и албанците да си тераат наратив нивен, и македонците да си тераат нивен наратив, ама пред се граѓаните да тераат точна идентификација со тоа што е културното наследство. Имав една на времето, како се вели, пред долго време, 15 на 20 години, имав среќа да бидам дел од организација на британски археолози кои воведуваа, да кажеме, нови технологии за технологии. Скупи беше избран како локалитет каде што ќе се работи за така наречено геоскенирање, односно да може да се снимаат археолошките локалитети и да се види што има без да се врши археолошко истражување, бидејќи секој археолошко истражување во суштина е деструктивна. И знаеш дека на самиот археолошки локалитет многу мал дел е заштитен, меѓутоа поголемиот дел од другата страна има дом за стари лица, па има населби и така натаму, шетајќи ги нив индивидуални куќи изградени, и забелешката до ден денес мене ја кажувам често пати како пример, тој вели, па добро, зарем луѓето не го сметаат ова за свое. Кога тие ќе изградат куќа врз самиот археолошки локалитет, тие не го сметаат ова за свое. Нив им е небитно, не го сметаат дека е тоа некој нивен предок. Ова, вика, не би се случило кај нас. Значи, ние се што е на тлото на Британија во случајот, бидејќи се британски археолози, го сметаме за свое. И за нас тоа е свето место. И па кои се тие свети места за нас? Па се прашањето ти тоа го дефинираш како култура, но се повеќе мислам дека имаме повеќе проблем со субкултури, кои ги немаме. И дека и она што го нарекуваме во овој случај, она што се нарекува како македонска доминација во културата, тоа е само дел од таа сеопшта обид да се прикаже како доминација на македонската култура, и тоа го ставаме тој етнички префикс. Но ако загребеме малку подлабоко, колку од македонците се всушност прашани за тоа? И дали тоа често под превезот да го заштитиме етничкото, националното, всушност станува збор за интересни групи, од уметноста, од економијата, од било што во кои се кријат во таа магла на дефинирање, но всушност мотивите се многу по-прагматични. Во сите наши универзитети знаеме дека секогаш постојат тие мали династии на наследени професори по било кој правец. Не само во уметноста, туку дури и во медицината. И тоа инхеритно право, наследно право, како го нарекува, дека тоа е дури знак на една аристократска генеза. Но оно што мене ми паѓа во очи е тоа дека кај нас има помалку учество на странски археолози, кои не се емотивно врзани што тоа кому припаѓаат и откритија што ги откриваат, ту ги стават или во контекст на европската цивилизација, или човештвото, или археологијата воопшто. Така, оно што ми е многу карактеристично, посебно во археологијата, е што во сите последни истражувања и во близина на Приштина, и во езерото Лин, па и во Грција, вие гледате секогаш има и швајцарски, и француски, и германски, и англиски археолози по професија. И се директни учесници понекогаш и предводат во истражувањата. Тоа кај нас, како да не е толку присутно. Не толку не е воопшто. И па затоа тоа фактички, кога го следиме тој правец, тогаш ни станува јасно зашто се форсираат некои комични ликови кои ги представуваме како врвни познаватели, носат по 4-5 часовника, но првата експликација тоа дека тоа е поименување на власта на Мано да се задржи македонскиот етнички наратив и се тоа.
а всушност може би станува збор едноставно за привилегија на бивање близок до власта, напредување во кариера и пред се да бидеш поштеден од споредување и компарација со експерти од твоето поле, надвор од твојот етнички, поточно клановски или партиски систем. Да. И при тоа ја прават фактички државата една буквално како резерват, затворена целина, затоа што ние нормално археолошки територијата е многу поголема и културите се многу пошироки, не може да ја ограничиме кога истражуваш локалитетот пред 2000 години или 2500 години или историја или било што. Нормално не можеш да го ограничиш овдека. Не знам колку луѓе знаат. Интересно е како податок за странски археолошки школи, тоа е стара дебата, тоа е речи се забранета тема во оваа наша фела, затоа што практично така се намалува монополот што се држи токму во сферата на Тоа е зборот монопол. На археологијата, така. А затоа што сите поважни локалитети во Грција, на пример, соседна кои ги знаеме, дали е Акрополот во Атина, дали е Корин, дали е Делфи, дали е островот Асос, се фактички истражени од странски археолошки школи. Во Атина работи со години Американската археолошка школа. Во Делфи работи Француската археолошка школа, колку што знам. Коринт не знам дали не се сеќавам. Крит работи Англиска археолошка школа. Значи тоа се 100, 120, 150 години можеби наназад традиција во Грција каде што тие немале проблем, нели, сопственото наследство идентитет и тоа не е намале нешто идентитетот грчки и да кажеме означувањето на нивната култура како грчка култура со тоа што влегле странски археолошки школи, туку напротив ја го подигнал нивото и на истражување, и на финанси, и на размена на информации, и на методологија, на цело ниво на Апропо, тука и Србија последните истражувања со тие масовни гробници од пред 3000 години и тоа се водени од странците. Тоа што значи дека сепак тоа нешто кај нас не може ли... Ова е уникат, во однос на тоа, навистина сме во негативен пример уникат, затоа што присуството на странски археолошки школи и на специализирани институции во археологијата, сега нели на тоа навлеговме, е секаде во околината. И Косово има археолошки институт, Албанија, Србија, Бугарија, значи сите тие се врзани или за академијата или се врзани за археолошки музеи. Кај нас тоа е, значи, не само што е монополот внатре, значи во самото општество има монопол еден и второ монопол има, значи како убаво да се, нели, зацементира што би се рекло, да немаат пристап ниту странците. Уште еден податок сакав да го кажам и преска како пример, дека и сега е, нели, тоа актуелно закон за високо образование или не знам како да се, нели, во не знам какви импакт фактори, списанија со импакт фактори слично да се објавува, нели, излезат на светскиот пазар научен нашите. Дали знаеш дека до пред неколку години тие критериуми дека за да можеш да добиеш титула, редовен, вонреден, професор и слично, важеа за сите, освен за општествените науки, односно конкретно за науките од како што се историја на уметност, како што се етнологија, само за нив не важи дека тие може да добијат статус на професор, меѓутоа не мора при тоа да имаат било каков издаден труд надвор. Значи тоа било стратегија на државата. Ние практично, или тоа зборува за слабоста на нашиот национален наратив, така? Значи, ние не сме спремни националниот наратив, дали е тоа историски, дали е тоа археолошки, да го тестираме практично или да го сочиме со било кого. Тука не би се сложил. Ја би рекол слабост на институционалниот наратив. Така. Да се потреби. Зошто? Бидејќи, ако погледнеме на друга страна, секојаш ме има фасцинирано и кај албанците, но посебно кај македонците се тоа една ерозија на таа културна сфера која станува се по-жестока во тие политички наративи, ама се послаба во креативноста. И тоа посебно дојде во таа експлозија во 70-тите, 80-тите, ние велиме тоа дека е само леб и сол, но воопшто имаше некоја фрапантно во тоа време послободна матрица за искажување, особено во тој пробој, бидејќи ние многу се фокусираме на археологијата од минатото, но мене повеќе ме интересира на загушувањето на субкултурите. Македонија од тие 80-ти или крај на 80-ти, почеток 90-ти,
не беше толку различно од Љубљана. Можеби не беше толку провокативна со тие ној словенише кунст. Да, ној словенише кунст, лајбак, меѓутоа беа и кај нас Мизара, Анастасија, кои практично го следеа и стилски. Одеднаш кога да стигна Бефел, прекинете. И се што потоа следуваше беше некоја домашна реинтерпретација на трендови од надвор, но без некој автентичен исказ. Да почнеме само од народната музика, која од еден мелос премина во една хистерија на ритмови. У кинематографијата навсекаде низ Балканот се фалиме дека ова е добар филм. Но знаете, мислам дека генеза на тоа трае уште од Југославија, дека ние имавме некоја представа за себе дека сме шампиони во економија, во култура, во спорт, посебно во кинематографија, но кога ќе погледаме наназад, ќе споредиме со кинематографиите на Унгарија, Чешка, Полска, кои имале навистина и географско и историско пошироко влијание, ние сме биле прилично посредни, не сме блескале, но не сме знаеле за друго и сме биле дел од таа, доброволно сме биле станале дел од таа политика на Западот да не представат како излог, привлечност кон источните земји на комунизмот. Но штом тие источни земји почна да го наоѓаат својот наратив, немаше потреба за излог од веќе. И тогаш се соочивме со тоа дека и покрај се, ние сме станали се уште на ниво некаде помеѓу 65-та и 75-та. Дека сме живеле во еден период на незаслужен лукс и слободи, кој трајала можеби една деценија, и дека таа креативност повеќе се заснувала на ексцес, отколку на длабочина и филозофија и култура. И дека дури и нашиот мелос, многу краток период го имаме држано како некој спон со модерните трендови, а повеќе се има содено повторно во некој кич и шунд. Да, па мелосот конкретно беше само во тој период, 80-тите, почетокот на 90-тите години, каде што се уште имаше некаква, еве да кажеме, креативен пристап кон него или некаква современа интерпретација. Но вака, бидејќи кога гледам тој мелос во музиката, бидејќи кажавме за музиката. Оно што го секогаш го имам приметено, беше чудно, таа мекост на звукост од 70-ти и 80-ти. Прво мислам дека беше производ на навистина добро образовани уредници на музиката, кои не дозволува секогаш шут, но второ и некако тоа беше скроено како за померка на работничката класа. На некоја скромност, восителност, инспиративност, но без ексцеси. Со доаѓањето на, велиме, демократијата, всушност капитализмот, се паднаа тие стеги. И во уредништвото, но и во публиката. И сега, тоа што најмногу се приметува таа носталгичност, која станува се пораширена, и дури кај младите, кои ја препознаваат таа мекост, таа убавина на тие звуци, на тој стил од 70-ти до 80-тите. Господин како еден бег од ова денешнава екстази, ритмика, на заборавање и случување од реалноста. Повторно, тие субкултури ја диктираат вистинскиот развој на едно општество, па дури една нација, на една култура. Како сублимат крај на нешто што почнува од доле, од обичниот свет, и на крај стига до врвните успеси. И обликува некаква идеја. Кого ние може да кажеме, во било која гранка на уметноста, на културата, може да кажем дека овој навистина е баш според она песната From Rags to Riches. Од бивање селско дете, уличен мангуб, но со креативен потик, кој успел да стигне на првата страна во првите минути на телевизијата. Јас не се сеќавам. На телевизија кај нас? Да. Во нашата јавност да стигне некоја... Па не. Тоа се тие строго контролирани возови. Да, до толку се контролирани што практично сега уметноста е речиси целосно исклучена од
не од медиумите, јас мислам дека исклучено од животот, уметност и создавањето кај нас, ако воопшто има и уметност надвор од она што е, не знам, проектирано државно практично. Дури и она што треба да биде слободна уметност кај нас е потпрено на државата. И финансиски, и идејно, и било како. Знаете, ако добијам субвенција, ако добијам некаков грант, ако добијам ова, да, ја тогаш ќе создавам. А за без пари, еве да кажам, дали ќе создава некој? Затоа што уметноста не бара сама по себе. Да, но пак и тоа е живо. Постои. Ама да, тоа е живо, ама треба да биде спречено. Па треба. Нешто не е фаворизирано, тука е спречено. Да, спречено намерно? Па спречено бидејќи било која креативност која потекнува од милјето, од народот, од малото, од градот. Нема шанси да се пробие, нема шанси да веднаш го предизвикува оној имидж на како сите сака да бидат Жан Пол Сартр, на големи мислители, на озбилни, на Фасбиндер. Понекогаш најозбилните пораки се праќаат преку неозбилни луѓе, без некоја тајна агенда, туку само го констатираат тоа што го гледаат. Но тоа е опасно. Дали го констатираат? Да. Дали сами од себе го констатираат? Мислам дека да. Оваа култура на подкасти е известен начин бунт против таа комунистизација која ни се случува по медиумите, во која 15% од емисиите почнуваат со воведи кои не се разликуваат од емисиите на радио телевизија Скопје од 1985 со стајлинг и со една умртвеност, вкочанетост, со гости кои сакаат да бидат озбилни, па користат флоскули кои се неприроди, никој не го користи. И не може кога ќе слушнеш некого кој се обраќа со типот, слушај вака, јас да ти кажам, право, тоа е шокантно, тоа е непримерно. Тоа е провокација само по себе, така? Да. Треба да се држи во една функција на озбилност. Но мислам дека тука се преминува до уметноста во психологијата, дека се одржува една култура на супремација, која воведно беше наследена од Југославија, потоа преведена во Македонија кај македонците, но сега има елементи кај албанците. Зошто велам супремација? Често користам еден пример, ако ги прашате тие припадници на водечката мисла во физиката, хемијата, астрофизиката од 1930 од Ајнштајн до Марија Кери, па Бор, другиве, дали се они супериорни, супремацистички на сите други, они би ви кажале дека тоа е глупост, бидејќи нивните откритија се базираат врз откритијата на Исак Њутон, па се до Платон, па до персиската ума и до Кина. Дека они само се, како викаат, јаваат врз гравот, врз плеките на поранешните великани. Но она денеска што ги имаме тој подел на супремација, всушност се води од инфериорните, кои немаат со што да се пофалат денеска, но нивната супериорност ја базираат или супремација врз достигнувањето на минатите генерации. И тоа е таа болка. И секоја појава на млади, автентични, креативни, малски гении ја предизвикуваат националната или државната или институционалната школа на мислење. Тоа нам ни се случува денеска. И нашиот проблем е што тоа не го препознаваме и не разговараме. Но во реалноста тоа е дел од секој наратив, секој пробој на секоја генерација. Бидејќи кај нас проблемот е што се е ставено во канал. Можеш да се однесуваш вака, за да стигнеш до ова, за да не направиш ова. Но тие млади креативни понекогаш го одбиваат тоа. И самиот акт на бунт создава една нова култура. Па има ли поприродно нешто тоа млад да одвие, да? Тоа е проблемот. Ние се уште сме во преми на она генерација која одбива да се... Не, таа генерација, ние памтиме во 80-тите беше срамота на млади години да носиш кравата. Но потоа, со доаѓањето на Бранко и новата генерација негови млади доценти у политиката, дојде таа култура на строго
униформирано кравато носење со зализани коси, некои преголеми сакоа, и дури сега гледаме дека се напушта тој тренд и дека повторно се враќа тоа дека не му личи на млад човек до 25 години да се облекува во дело. Туку да биде спонтан, да биде природен, да биде бунтовен, да биде дрзок и да не прифаќа авторитети. Денеска, сите тие сакам да бидам авторитет, имаат едно магнетно поле. Тоа е во политиката. Но повторно, мислам дека станува збор за малцинство, кои поради медиумите и поради партиите даваат привид дека се мнозинство. Се ствара перцепција, впечаток дека тие... Но огромното мнозинство е одбивно. Не сака да стане дел од тоа. Сака нешто ново. Работата е што мислам допрво треба да ја открија својата дрскост и бунтовност на одбивање на авторитети. А за тоа ќе треба да се почека. На одбивање на лажни авторитети во случајов кај нас, бидејќи барем имаше вистински авторитети, па можеби да се разбере до некаде. Ама лажен авторитет изграден на, одлично го каже, инфериорност, да, сушност, да, така супериорноста што се проектира е одраз на длабока инфериорност. Па затоа се повеќе ја бараме пред 2000 години, пред 3000 години, пред 4000 години. Многу е бизарно да ако седнеш со просечен 25 до 30 годишен македонец или албанец и ги прашаш македонците што ручала Минта трети во 7-миот месец на 3100 година и дали јадел со вирушка или со лажица, ќе ти одговори во детали. И што јаделе? Мислам дека си оптимист, дека апсолутно не го знаат тоа. До тој степен. Не го знаат. Но ако ги прашаш, кој бил председател на Републичкото собрание или премиер на Социјалистичка република Македонија во 1984 до 1988, нема поим. Исто тоа и кај албанците. Знаат се каде ги набавувал патиките или чевлите Скендербек пред 600 години, ако ги прашаш кој бил лидер на албанците во Косово во 83-та, 2-та, 4-та, немаат поим. Што значи никако е одржана некој имаме еден вакуум на меморијата. Бидејќи ни личи како неатрактивен, или дискутабилен, или полемичен, или непријатен за нашата представа за самите себе си, како поданици во Федерацијата, и бараме друго утеха или слава во некои мистични предели на историјата, за кои не може ниту да се потврди, ниту да се демантира. Може само да се шпекулира. Добро, има од новата историја еден темел кој нели ја според мене намалува инфериорноста, тоа е антифашизмот. Кај нас основа темела кога нели сакаме да кажеме дека сме биле на вистинската страна на историјата, така и ќе кажеме ние сме биле антифашисти и тоа покрива се. А што е тоа во суштина, нели е небитно. И ја мислам дека на тој антифашизам кој реално им служи како некоја основа за да се скрие она што го велиш, подаништвото кое следи потоа. Затоа што претходно е многу контраверзно за да го дефинираме. Барем ние македонците не е многу контраверзно да дефинираме што било пред антифашизмот, затоа што пред антифашизмот и немало баш подаништво. Не само кај македонците генерално, кои сите што живееле овдека, ама тоа е веќе нели на тенок мраз сме така. И антифашизмот некако е најбезбедна супериорна позиција. Што мислам дека ја користат, многу ја злоупотребуваат денеска, визави, мислам, и на политички, ама некако и за лично да се чувствуваат луѓето така, по морално, етички супериорни, не знам како да дефинирам. Но зошто е деликатно? Бидејќи ние се што правиме рамејка помеѓу фашизмот и националсоцијализмот. Всушност, тоа кај нас не сме немале фашизам. Да, ама ние сме имале националсоцијализам по моделот на Германија. А потоа тоа го имаме заменето или надополнето со еден друг вид на социјализам.
како вика социјализам со човечки лик. Но забораваме дека и тој нацизам, и тој комунизам се движење од идејата на социјализмот. И тоа се уште е фрапантно, нешто што надвор е констатирано и заклучено. Да, ама кај нас е тоа не, зашто бидејќи тогаш се става една дамка врз нашето славно партизанско минато. Но ти си можел да бидеш партизан. Ама не си морал да бидеш и социјалист. Ние ги имаме направено тие рамники. Така е. Така е. И не е, значи, антифашизмот е како некое место каде ќе се соберат сите што биле на, како да кажем, што имаат исправен став, ама антифашизмот кај нас е антипод на социјализмот, кај нас не е, ова антифашизмот е на иста линија со социјализмот кај нас. Не е нешто различно, така ние не го третираме социјализмот или цел тој период како го третираме како хумано општество, хумано живење, ние не му наоѓаме мани некаде, велиме основата, темелот е антифашизмот и бидејќи ние тогаш сме биле антифашисти, се што сме произвеле понатаму е добро и позитивно. Нема тука негативни елементи да се најдат, да кажеме. Тоа е неспорно, дека сите биле антинацисти. Но прашањето колку биле прокомунисти во реалност. Па прашањето е колку и антифашистите сите биле прокомунисти. Па тоа води кона таа дебата што ме збунуваше во однос кон Бугарија. Окупацијата од бугарскиот окупатор ја окупирал Македонија. И немам проблем со тоа, нека биде така, но работата е кога сме биле слободни претходно. Бидејќи окупацијата подразбира дека некој те лишува состојбата на слобода. И сега прашањето е дали со тоа се цели да се оптужат бугарите дека биле окупатори или пак да се вметне таа матрица да се надополни дека Бановина била всушност српска слобода подарена на македонците. И ја мислам дека не го третираат никако слобода, туку како природна состојба. Да. Дека тоа е нешто што се подразбира и дека практично била ослободена Македонија, затоа што таа секогаш припаѓала во тој некаков од страна на србите, од нивниот српски наратив, тоа е српска земја. И дека практично македонците секогаш треба да инклинираат натаму, така да припаѓаат натаму и дека тоа е нели ако гледаат континуитет, они ако си го наоѓаат нивниот континуитет, нели не се зборуваме, не збориме за континуитетот како историска категорија, туку како некаква наратив или нивна фикција, тоа е практично ослободување на старите српски земји. И тој наратив ние го превземеме како наш и викаме не окупирале, што значи дека ние сме се чувствувале слободни пред тоа, ама тоа нема никаква врска со вистината. Не само што нема врска со вистината, нема врска со сеќавањата на луѓето. И сега доаѓаме ние во судир, она што го кажавме на почетокот, дека има еден наратив, точно во право си, тоа не може да го наречеме национален наратив, иако ја го употребувам тој термин, тоа е баш државен наратив, еден конструкт, еден како еве да го именуваме, не е битно, кој не кореспондира со сеќавањата на луѓето, како да имаме два паралелни животи. Еден ти кажуваат каков бил животот, а друг ти го живееш, нели, од роднини, пријатели, предци, така ти кажуваат каков всушност бил и тоа не кореспондира едно со друго. Значи, ние живееме во наративот, не живееме ние во сеќавањата. Тоаш дали може ли овој тренд последните 70 години на албанофобија, на бугарофобија, всушност е само инструмент, ама не е целта. Да. Дека целта е да се одржи позитивната смисла на стара Србија, нова Србија, било што, а негативизацијата на соседите, особено од истокот и западот е само да се прикрие таа или оправда таа внатрешна наметната симпатија за србите, дека ние помалку имаме спор со Бугарија, отколку што имаме некако утилитарна зависност од одржување на таа линија со Белград и наоѓаме 101 аргумент да тоа се одржи. Така. Обвинувајќи ги другите со цел да се покрие внатрешната слабост. И сега јас се мислам дали ние имаме потреба од одржување на линија со Белград или Белград има потреба од одржување на нивната линија кон нас. Значи, ако бугарофобијата, албанофобијата се инструмент наш, тогаш дали сме ние нивен инструмент за некоја нивна цел. Така ние секако како да сме во улога на инструмент.
Да. Ние самите како да сме инструмент. Значи, освен што се користат инструменти како албанофобија и бугарофобија врз нас како граѓани, дали ние стануваме инструмент со тоа што се користат тие? Па стануваме, ако немаме дискусија за тоа, повторно, јас се повеќе инсистирам на тоа дека ние имаме проблем со манифестен национализам, ама мотивот е утилитарен. А тоа подразбира дека од име на тоа одржување, дали под присила, дали доброволно. Ние секогаш мислиме дека доаѓа Јовица од Куршумлијани и става пиштол врз главата на македонецот, бориш да бидеш со мене. Да ме сакаш или го заведу. Нема ни потреба да дојде никој. Но секаде постојат некои 20-25% од естаблишментот кои има конкретна причина, конкретен мотив да се биде на линија со Белград. И повторно се тоа го ставаме во контекст на македонци, но тоа го имаш на секаде. Дали ти имаат конкретна причина за тоа што се врзани, фамилиарно, идеолошки било како, или затоа што они само така се чувствуваат сигурни? Дали инаку ни се, што велиш, доволно инфериорни, да они не се чувствуваат спремни да бидат надвор од таа заштита, да ја наречем? Еден предизвик, позна се вратиме на културата и уметноста. Секоја бранша го има тој 25% на монопол, што го вика. Да. И во дадениот случај Белград е секогаш ѓаволот кој го познаваш. А кога го познаш, помалку се плашиш. Тој ти личи предвидлив и станува дел од твојата шема или матрица. Но тие го гледаме во економијата, во политиката, во надворешната политика. Но ако погледаме подобро, тоа најдобро се гледа во културата. Ние често еднаш му замерив на Ључа Георгиевски кога кажа доста српското влијание во уметноста. Таа генерализација звучи можеби атрактивна, но всушност е фалична. Зошто кој македонец или албанец би имал нешто против гостување на Ателие 212? Така е. Но, како што гледаме, последниве 15 години, од времето на Груевски, од Белград не ни доаѓа веќе квалитетот. Ни доаѓа она што универзално и спонтано го сметаме за шун, кич и шлям, како во Белград, така и во Скопје. Но тоа не се наметнува. Да, и тоа е кај нив инструмент. Да, затоа. Така. Па исто тоа. Но во исто време, она што ми е многу симптоматично, е што, например, самата помисла да се прикаже бугарски филм на МТВ. Како странски филм. Ете, како странски филм. И српскиот и франски. Да. А па, не знам, да кажа дека Сутиевска нередва во 555-тото премиерно издание, не знам. Домашен сигурно не е. Може да кажеш, а во трената на Добро утро Македонија следува линч. Да. Ама ние, добро, ја знам за некој азиец кој пее, кој што е некоја машка варијанта на Цеца или Маца, или не ги знам. Но навистина е фрапантно што гледам дека има дел од Бугарија кои се признаени во Европа и светот. Немаме представа. Да, ние знаеме. Не знаеме што се е. Што има на репертоар во Белградско позориште. Не ни знаеме дека постои бугарски театар. Сем кога иде Гордана Сијановска, па да ги видиме дека имале опера. Да. А всушност имале опера. Тоа е карактеристиката на Албанија или Бугарија како дел од тоа советски културен милје, каде што нема многу креативност. Ама во интерпретативна уметност се на рамниште со било која европска земја. Во опера, во балет, во... Не смеат да се развијат никакви позитивни чувства кон Бугарија, затоа што ќе се наруши балансот на... Или представата за супериорност. За супериорност. Да, тоа е лажна супериорност. Тоа е една лажна супериорност изградена на она што велам на никаква на фикција, на... Па тогаш гледаме дека всушност... Ама и супериорност е жива материја и тоа е нешто што се гради, што постои, што се создава, и тоа се менува, варира, не секоја генерација е и во Бугарија. Инфериорноста камуфлирана со супремација. Така. Ние користиме подеднакво да го детектираме кон Софија или кон Тирана, например, кога на Алсат или 21 ТВ или МТV2 е прикажан албански филм. Од времето на Хоџа или после Хоџа. Нема, не постои. Забрането е. Не постои. Но таа супремација, таа инфериорност, која се закрива со
супремација. Не ексклузива само на кон Тирана и на Албанија, тоа е и кон Србија. Оно што е во Србија модерно, прогресивно, современо, креативно, не се прима баш со симпатии. Дури не се ни известува. Мора да се држи на некој јус стандард, препознатлив, и тоа е диктирано таа постара генерација, која во тоа се уште наоѓа една утеха, една носталгија, но има еден друг дел, кој се поврза со таа субкултура на пензионери и постари луѓе, која ја оптужуваме, ама не застанува да гледаме од нивна призма, што е она што нив ги тера да се однесува на тој начин. А тоа е поврзано со политичкото представништво, што е воспоставена една Кмер Руж филозофија кај нас, дека во младите и мината, што е, да прости микрофонот, булшит. Дека тие луѓе, се што е над 50 години, чувствува дека се дискриминирани, дека се отфрлени, дека после 45 години ти си веќе стар. А до 45 години секако не можеш да се пробиеш, бидејќи немаш дозвола да се пробиеш, така да. Позадината лежи во тој западен пристап, колонијален, дајте ни млади, зелени, наивни, гладни за пари, рок и секс, лесно манипулираме. Лесно што ги манипулираме и отфрлете ги било што има или животно искуство или институционална меморија. Да, институционална меморија посебно. И тој гнев внатрешен на постарата генерација се еруптира во тие Добро утро Македонија изливи на гнев или редовно гласање за најагресивната, најретроградна политичка понуда или културна понуда. Како света? Да, како света, така да е лесно да ги осудиме. Тоа е најлесно. Но за да лечиш нешто, прво треба да го разбереш. А ние не сакаме да го разбираме тоа. Тоа се спречува. Мора да се држи во тие строго определени шини, или е меѓупартиско, или е меѓуетничко, или странците ни го прават, или пак се ова е крив комунизмот, или крива е Отоманска империја, или не знам што. Нели е тоа еден, како да кажам, значи, практично, еве да кажеме, зошто е тоа така, според мене? Затоа што, кој ги носи одлуките, што велиш кај нас? Дали они секако чувствуваат дека немаат потреба сами да ги носат? Народот не ги носи одлуките. Народот ги носи што е тој народ, каде живее. На позиција да ги носат одлуките. Меѓутоа имам чувство дека они се толку сигурни дека некој во нивно име ќе ги донесе одлуките, што не се ни замараат со тоа да размислуваат на начин на кој што еве ние размислуваме денес, или што размислува било кој надвор што не е на позиција, буквално се однесуваат како да се вазали, еве да не употребам некој навредлив збор, како да се некакви извршители, каде што они немаат потреба да размислуваат. Се едно дали имаат 25 години или 55 години, кога самиот не размислува и не анализира. Ако тој се однесува, што велиш, како поданик, како не знам полтрон, како некој што еве ќе следам ја што ќе ми каже, или тој не е битно колку години има. Да, точно по старата генерација се чувствува отфрлена затоа што не се чувствува, е отфрлена. Значи тоа не е веќе прашање на чувство, туку тоа е реалност. Меѓутоа кај нас е проблем што и помлади генерации се отфрлени. Кај нас таа граница на дали си или не си, дали имаш или немаш дозвола, нема врска со годините, но точно ти полесно ќе манипулираш помлад човек. Така, на младите светот останува, не знам, во партијата под младоци. Страшно, значи нема никаква врска со некаква елементарна демократија, која нели сите велиме дека ја практикуваме, затоа што практично и во демократијата е битно кој, правата и обврските, ама обврските, за да имаш обврски, треба да имаш некакво си искуство. Точно, но има и уште еден детал, тоа што го наведош, но ние забораваме дека дел од таа некреативност која не има окружено, се генерира тоа што ние немаме веќе работничка класа. Најстрашното кај нас е тоа што ние имаме ставено знак на еднаквост помеѓу комунистичка партија и работничка класа. Но сите ние знаеме дека сме имале
луѓе кои биле работници, биле синдикално заинтересирани, социјално заинтересирани, без да бидат членови на партијата. Но во 90-тите таа работничка класа беше отфрлена од акта. И се сведе место оној комунизмот на работничката класа се сведе само на комунизмот на идеологијата, на теоријата. А во теоријата може да ја вртиш како сакаш. Комунизмот ти го кажува ово, како и секоја религија, на прва страница ти кажува дека ова е забрането, на последната кажува па добро сега по одредени ситуации може и така. Кај работничката класа постоја некои параметри кои сепак се базира на тие традиционални вредности. Ново современо милје. Кога последен пат сме слушнали било која партија, па дури во жаргонот и во диалогот да зборуваме за работници. Дури ние имаме една левица која во живот нема видено лопата или фабрика, а ги представува. Но он представува некоја имагинарна утопија во која ни тие самите не верува, но тоа повеќе станува како една културолошки белег на една генерација која сака да живе со ленонки, со виетнамки, да пуши стив джоинт, да се каже дека сме ни алтернативата, всушност е можеби најконзервативниот дел на тој ретрограден комунизам, кој се уште сака да живее во некој свет на Троцки, на Кавги, со Фойербах, со Маркс, со Ленин, со Енгелс, на една псевдоинтелектуална мастурбација, која трае некаде до 34-5 години, а потоа преминува во својот десен екстрем, кој што се случува на сега низ Европа. Но факт е дека дури самото спомнување на зборот работничка класа кај нас станува не пежоративен, туку подсмешлив. Па да, па е подсмешлив затоа што кај нас работничката класа е заменета со администрација. Или уште полошо со религија. Или е препуштено на религија цело. Со верници. Верничката класа. Нема работничка класа. Гледаш и кај нас и кога се зборува за минимална плата, минимална просечна плата. Да, постои, но живее во Германија. Да, тоа ми зборот. Скроз се исклучени, значи ние гледаме синдикати, ние гледаме администрација, исклучиво. Државата. Оно што го плаќа државата, тоа се смета за работничка класа. А оно што ја полни, еве се ја како аналитичари, што го полни буџетот, тоа е работничката класа. Еве тоа да го наречеме. И гласачки, да, ма гласачките кутии може и од администрацијата да се, затоа е битно администрацијата да се задоволи. Ние стигнаме толку до тоа дефинирање зошто сме во состојба на пацификација. Почнаме уметноста, се шерими доаѓаме толку до тие инструменти на кои се користени, но и поради која цел? На замртвување. Да, па задовелам јас, дали е целта постигната? Нивната? Па... Или тука некаде при крај? Сепак, можеби, ја сепак би инсистирал, дека бунтовниците без причина се раѓаат токму во состојбата на апсолутно благосостојба. Тоа е од филмот со Джеймс Дин. Секојаш ќе најде некој кој сака да скрши таа матрица. Тоа и во Матрикс, и во секој филм ќе видиш дека доаѓа некој кој е несватен што сакаш ти со тие твои луди идеи, ти си против мирот и благосостојбата на луѓето. Стабилноста. Да. И сега дали е тоа некој месијански жар, дали тоа е некоја инае, дали тоа е некој бунт или убеденост, тоа е сосема ирелевантно. Но ние токму сега, фактички има да го создаваме амбиентот за создавање на тој нов лик. Бидејќи бруталното, вулгарното наметнување на некоја паранормалност, на една статистичко отсликување на успесите, кои не ги гледаме никаде околу нас, се дел како на внатрешната политика за перманентна стабилизација, имитација на опозиција, а од надвор сега го нема тоа во она замена на тези во кои се повеќе се зборува од Брисел за европеизација како субститут на демократизација. Значи дека и Западот има дигнато раце од можноста за демократизација, бидејќи веќе станува очигледно. Можеби тие постари луѓе може да ги лажеш по принцип на интуитивност, но кај младите
Имаш 20% кои ќе кажат да, поради кариеристички причини, другите 80% едноставно го одбиваат никаде да слушнат за тоа. Така да, напротив, мислам дека сме во очекување на ексцес, кој ќе покрене нешто. Тоа беше во Србија со несреќата. Пред 10 година ги гледавме сцените во Софија на самопалење на младите. Во Грција исто така. Но одека кај нас, мислам дека е происход на нешто што е го немаме, сега зборам поиќе за кај македонци. На недостаток на контекстуална перспектива и гледање на нештата. Ако погледаме последни 80 години, сите народи во окружување преминали низ катарси. Албанија 97. Тотален пад на државата. Грција од хунтите па се до финансискиот крах. Бугарија огромни кризи, преселување на народите. Југославија 5 војни, Косово на раб на геноцид, Босна исто така, Црна Гора со државни удари, со болни делења, па припојување кон Србија. Во Македонија на известен начин македонците беа поштедени на сето тоа. И тоа не е етнички признак, туку тоа е сосема логичен социополитички нус ефект во кој несоочувањето со својата смртност како личност или како нацијата прави да се чувствуваш супериорен. Да, ма дали баш поради тоа што беа поштедени, како што велиш, и се прават вештачки, ние го дадовме името, ние го дадовме знамето, ова ни го зема, она ни го зема. Значи се прават фиктивни жртви за да може да се помине формално тој дел што го поминале сите реално. За и ние да имаме представа дека сме жртва, затоа што реално не сме жртва. Пак, тоа често се обидува во разговори со надвор од луѓето, правете дистинција помеѓу жестоката риторика на политиката и дипломатијата и интимните чувства на луѓето. Ама им се намекна добар дел, да не кажам, поголем дел на македонците. Интимно го чувствуваат тоа како жртва, но немаат пори тоа да го капитализираат некој нешто конкретно. И тоа не го прават нити од омраза или кон љубов кон Бугарија или кон Србија или било кој, туку така се чувствуваат. Да дегенерацијата настапува од политичкиот, медиумскиот и академски кружок. Кој има потреба да се повторно да се аргументира како бранител на жртвата која се прави на предизвиците. А иако, гледано во ретроспектива, жртва се на вистина обичните македонци, оние поднесуваат жртвата, за разлика од овие водачи кои не гледам дека нешто си имат жртвувано. Напротив, да извртиме тезите. Споровите со Бугарија и со Грција, гледано од призма на естаблишментот, подразбира дека е време да тотално се разнебити тој естаблишмент. Бидејќи секундарно е прашањето што ни прават од надвор. Примарно е што имате направено вие. Затоа мора цело време да се одржува состојбата на дефанзива од агресија, за да не се спречи вистината за внатрешната ерозија. Така, што се случува внатре. Од внатре. Бидејќи сега ги гледаме дека всушност никој не бил против тоа да се смени името. Така декларираат сега, се декларираат, ама не било така. Никој всушност во од 90 година наваму изяснува онаква или онаква форма и од Скопје и од Софија не биле дека било толку кавга, како што гледаме според нивните сведочења, но одеднаш тоа се јавува во оној момент кога тоа се поврзува со НАТО или со Европска унија. Како процес не е проблем, како цел е проблем сам по себе. Кога целта ќе се оствари, кога веќе ќе го направиме, чекоро тогаш станува проблем. Ама како процес не било проблем. Ако процесот трае следни 100 години, нема проблем. Ние ќе викаме сме за НАТО, за Европска унија. Ама кога ќе треба да се реализира, тогаш станува проблем. Бидејќи тогаш излегува дека вистинската желба и намера.
Никогаш не било. Дали всушност, сега јас го поставам како дилема, дали спорот со Бугарија, како да го наречам, ајде да го наречеме сите овие случувања од договорот со Бугарија до сега, на некој начин е шанса за да македонците поминат низ катарзата низ која не поминале. На барем почеток на соочување со некои си наративи за себе си, за тоа кој сме, што сме. Теми кои не смеело до пред некој време воопшто да се дискутира за нив, да се размислува, сега стануваат, сакаш не икеш да со сета, бугарофобија, пак стануваат тема за која луѓето индивидуално размислуваат и се преиспитуваат. Што е вистина, што е лага, со која намера е кажано или не е кажано нешто? Мене ми се чини тоа се поврза со на друго прашање за кое сакав да те прашам. Колку меѓуетничките односи влијат врз интраетничките односи и дали интраетничките односи го диктира темпото на меѓуетничките односи. Во однос со Бугарија, се повеќе мислам дека ние веќе спорот со Бугарија е далеку помал отколку спорот за Бугарија кој е внатре. Бидејќи на овој начин гледаме порака до Софија, па и од Брисел нема спор, има услов. Ова треба да се исполни. Да, ги разбираме вашите аргументи, но жалам. Ова се условите. Вашите чувствени аргументи, бидејќи нема аргументи. И тој процес сега се има свртено на она внатрешниот диалог во кој се води преку оптужба. И ако некому кажеш ти си за договор со Бугарија, тоа е врвна негативност. А ако некому кажеш дека е против, тоа е као максимум позитивност. Тоа е извртената теза. Тоа се тие репери што се поставуваат. Тоа е каналот во кој смееш да размислуваш. Ти воопшто за да почнеш некоја дискусија ти треба од старт да бидеш против. И тоа е стартна точка во која не може да дискутираме. Значи ние дискутираме за нијансите за против, а не дискутираме дали е добро или не знам дали тоа би го да се вратам на твоето прашање, дали го наречам као момент на катарза. Не можам да потврдам, не можам да го одбијам, бидејќи многу ми беше индикативна дебатата околу добивањето на бугарски пасоши. Што во основа е лесно објаснив феномен, кој не треба ниту да се преувеличува, а уште помалку игнорира. Тук да се земе како едно мерило за што се случува. Последиците на една политика, не на една влада, една партија, туку на еден политички естаблишмент. Беше најчудното кога почна оправдувањата, ама тоа се земат од социјални причини. Не е случува, дека 50% тоа е мотивот. Но кога ќе излезат на пред камери врвни министри во повеќе од добра социјална позиција, што сигурно не им треба за да регистрираат возило, и лежано кажуваат, туку за да регистрираат фирма. И лежано велат, треба да прашам адвокатот кој е мојот идентитет. Ништо го нема разоткриено тој утилитаристички мотив и менталитет на овој естаблишмент, како таа изјава. И тоа беше прифатено со она, па добро, ја кажа вистината. Вистината зашто? Дека ние немаме идентитет? Не. Дека треба некој друг да прашаме за нашиот идентитет? Не. Затоа што нели се е тоа во функција на одбрана на идентитетот? Повторно го кажу, тој идентитет не го бранат од владата. Па И тоа го има докажано. дека го бранат. Па не, бидејќи конкретно идентитетот го бранат луѓе кои кажат онака со обичен јазик кажано, буквално диалози. Види, јас сум македонец, тако би бил татко ми, тако би бил мајка ми, ама ништо немам против бугарите, може би сме биле нешто некош, ама сега сме тоа, бе, што да правам сега? Не може да бидам од Монголија, не може да бидам од Португалија, тоа тако сум. Што значи... И не ми треба потврда. Се има соживеано, не праша да дали верува, не тоа праша да верува, он тако се чувствува. Ебе, ти убедувај го што сакаш. Тоа е огромното мнозинство. И кога ќе видиш низ историјата таквите ликови на неагресивност, ама само доверба, ја држат константата на идентитетот.
За разлика од овие кои имаат потреба од бајракот да се изгледа дека се тие супремацистички, поидентитетски опремени од другите, и кои, како што гледаме и во овие последните 15 години, полесно ја прифаќаат промената на идентитетот, колку обичниот плебс. Мислам дека го кажа клучниот збор, а тоа е самодоверба. И мислам дека многу од овие работи се прават за да се наруши, да не кажам комплетно, беше самодовербата кај македонците за тоа што се и како се. Гледаш не 30 на години, не 30 и повеќе, може да кажем 70-80 години наназад, само македонците се преиспитуваат постојано што се. Во најагресивната форма, преиспитување на секаде. Да, тоа е некој се тренд. сомневаат, точно. Тој тренд. Точно, се преиспитуваат глобален. сите. Се преиспитуваат сите. Меѓутоа се сомневаат. Се сомневаат што се и како се. И не може да најдат некоја си точка, идентификациона или било како. Тоа е многу, според мене, искомплицирано, усложнето со баш со тој наратив што се наметнува, што мораш да бидеш, а не што сакаш да бидеш. И каде што се става точна рамка што ти смееш да бидеш, значи ти ако си македонец ти мора да бидеш нели словенско население, па словенски јазик, ти не може да остапиш од таа рамка. Или друга крајност ти мора нели античка историја, тоа го исклучува другото, значи мора да има исклучување, не може да има нели да ставиме барем на историски не е лесно континуитет да извлечеме, туку мора да има нели да извлечеме епизоди. И често пати сум размислувала зошто македонската историја национална, наша заедничка како и да не е прашање на континуитет, туку прашање на епизоди. Буквално епизоди или ликови извлечени од секој историски период, еден подобен извлечен и тоа е нели, тоа е историјата, тоа е идентитетот. На страна што кај нас се меша историја, наратив и идентитет што се различни категории. Затоа реков дали всушност ова соочување кое го наметнаа свесно или несвесно бугарите ги натера македонците да размислуваат за теми за кои тие никогаш не размислувале, не им било дозволено да размислуваат на еден послободен начин, затоа што темата е присутна, сакаш не сакаш ќе почнеш да размислуваш за неа. За пасошиве само да не заборавам. Некогаш сум размислувала, да кажеме хипотетички сите да се од економски причини, така? А не се сите од економски причини. За мене чинот што тој нема проблем да земе бугарски пасош, зборува дека тој индивидуално, лично не се чувствува загрозен од Бугарија. Ако јас како македонец, како што тврди нели официјалниот наратив владин било како вели дека бугарите нели сакаат да не го земат идентитетот, сакаат да кажат дека всушност етничкото македонско, етничко бугарско и слично, тогаш македонците би земале бугарски пасош ако вистински тоа го чувствуваат како опасност или не, макар и да е од економска причина. Значи тој во најмала рака македонците се неутрални кон Бугарија. Можеби не се чувствуваат блиски до бугарите или не се чувствуваат блиски до србите или дали ма се неутрални. Они не ја чувствуваат опасност од Бугарија како што ја кажуваат овие дека има опасност. Инаку јас верувам дека никој не би зел ако има некое толку јако чувство како што вели да бугарите сакаат скроз да ме претопат и јас да бидам бугарин. Пасошот е првата контрадикторност. Втората контрадикторност ми е наравно комично на тоа жестоко одбивање на терминот северна као нешто бласфемично од невидени пропорции, но кој ќе им кажеш социјалистичка, па добро, тоа било нормално. Што значи идеологизацијата, која е модерна и која има точно определен рок на трајање од 45-та, и фактички на известен начин се поврзува со тоа коминтерновска оптужба за идентитетот е поприфатлива, отколку географската одредница со која се можеш дури да имаш и во идентитетско и историска конотација се поврзеш со тоа име. Значи, што значи, но кога владата ќе каже преку своите инструменти дека географијата е поопасна од идеологијата, тоа е што наистина имаме проблем, наистина дали не имаме проблем со Бугарија. Истото е и со албанците. Станувам со време ќе ми дадеше на минута да објаснам една чудна ситуација од реалноста која ми се има случајно некаде 94-5. На една дебата, тогаш само што дојде Сорос
И учествува и почна да се збори за јазиците, за ова, за она, и беа видни ликови од СДСМ, да кажем само така, и аргументацијата не е, ама треба да имаме заеднички јазик, да се разбереме, да ова, обичаниот аргументариум. И тогаш земав збор и реков, ќе кажам нешто на албански и ги молам албанците да не преведат. Да одмолчат. А потоа ќе го кажам нешто и на македонски. И станав и кажав на албански. Ме дојсе попол и Македонас, ршни поплика и целика вуајтур дошла да машум се шчиптарат, да шчиптарат до тазјасин дора, на дим, да те мирт кимур куптим, да те прекрахим. Баш шчиптарат Македонас. Но те мости консидерувани си армичи. И гледам публиката, то нека си гледам и ги себе си, што кажува овој. Не баре повторно прогласува Косово република во Македонија. Да. И тогаш го земав зборот на македонски, реков, сега ќе се обрат. Слабомакедонските зверови не ги сакат албанци да ќе чинат се, да ги уништат, сотрат и со нив не може да има ни диалог, ни разбира. И прашањето беше, кој дел ви се допадна повеќе? Првиот, кој не го разбирате, а кажувам, сега го преведувам, дека нашите сограѓани македонци имаат патерни из историјата, може би и повеќе од албанците, дека се обкружени со чувство на загроза и затоа треба да им дадеме рака на поддршка и разбирање и да чиниме се да им помогнеме и да бидеме добри сограѓани. Мојата пофалба, бидејќи кажа на албански, беше отфрлена. И јас ви исполним желбата и се обрекам на македонски. Но, ова инструментот, кој дух го преферирате? Тоа се уште после 30 години, тоа ме фрапира, што се уште не се дава да се тргне од стартна позиција. И кој да се обиде да направи исчекор од тоа, е нападнат, да, волен од македонците, но се повеќе од албанците. Бидејќи најголемиот пропуст, најголемата грешка и најголемата мечкина услуга што албанските политички партии имаат направено на македонците, но не само на албанците, е што во тој период некаде од 2004-2005 се напушти таа траекторија на албанското представништво и почна адаптирање кон културолошката, политичката, економската, подземната матрица, особено на СДСМ, а потоа и на ова СДСМизирано ВМРО, кој потекнува тој ист комунизам. И ние немаме веќе автентично представништво. Туку под автентично представништво го сметаме што си погласен во национализмот, на одбивање. Но не представуваш, бидејќи кога би било така како што ги слушаме овие представници, ние оддавна би имала и граѓански војни. Не една, редица. Но никако не минува. Нема ефект. Па бидејќи повторно и од 2012 кажувам и повторувам дека без добри внатре етнички односи, чисти односи, не може илузорно да се зборува за добри меѓуетнички односи. И дел од таа исчашена формула, што е форсирана од 3-4 години големи партии, во голем дел е уште полошо направена преку меѓународната заедница, кои се имаат вратено на една формулаично однос на строго определени ликови како маскоти на соживотот, братство, единството, идеме на Тулуми, доаѓаат на Мекици, тие таа редица глупости со кои не масираат веќе 20 години, со тие мавровско-охридски семинари, со тие наметнувани шаблони и превземени од Северна Ирска, од Шпанија или од не знам каде, и со една доза на прикриени нивни супремацистички односи од Западна Европа особено, кои се импонира преку одредени политики за кои мислат дека навистина сите сме идиоти и не ги препознаваме.
И тоа има определено да ни сите овие дебати што ги организираат имаме не само исти ликови, туку иста тематика, кои редовно завршуваат во колапс. Прво беше со новотаријата на едно општество за сите во социјалистичко-зајавистичка форма, за која однапред кажувавме дека ќе заврши во мимикрија и колапс. И уште поголема доверба. И сега имаме иста реставрација на десничарско-мицковистичко концепт на едно општество за сите, за кој сите знаеме. Сега не едно општество, едно општество за едните, друго општество за другите. Една религија на Оџи и Попови, тоа. Да. И повторно се враќаме во тој циклус. Зошто? Бидејќи почуваме на крајот. Никој овдека не размислува како да ги види тие синхрони форми на субкултури кои чмајат по ќошеви, си барат свој израз, својот бунт на една култура која сака да каже нешто во македонското милје и не мора да значи дека тоа е априори антиалбанско или антизападно, туку е исказ. И истото што е во албанското милје, кој на некои млади клинци, девојчиња кои сака да се искажат и не значи дека тоа овој се против уставниот поредок и систем. Туку си бараат некој начин да си го бараат својот глас, својот идентитет. Тие се на чуден, брутален начин блокирани, анатемизирани не од домашната политика, туку и од западната дипломатија во Скопје. И тогаш доаѓаат западни дипломати и ме прашуваат зашто има подем на руска култура, српска култура или турско влијание. Нема никоја голема филозофија. Нема повторно таа длабока држава која замислува, не бре луѓе. Затоа што тие нивни дипломати не се вртат само во кругот магичен од Ѓорче Петров до аеродром и од Кале, од Водно до Вардар. Ту ги гледаме и по села, и по мала, и по кафулиња, и на други места, бидејќи за разлика од западните елитизирани дипломати, овие имаат разбор дека дипломатијата е агентура на влијание. Не само собира информации, туку и на влијание. Не можеме ние да ги оптижуваме ни Анкара, ни Москва, ни Ријад, ни било кој, ни Белград, за тоа што го прават, тоа за што се платени и што имаат клучна цел. Прашањето е зошто никогаш западните дипломати можеме да ги видиме и во Драчево, и во Газибаба, и на Кафуле, и во Чајджилница, и држање предавања код Торе Бог пред обични граѓани, а денеска гледаме една клаустрофобична затвореност и бегање на не амбасадорите, туку и обичните дипломати од соочување со било што од таа животинска фарма на строго контролирани фанови, сервирани од политичките партии. И потоа нема влијание, нема ефект. Да, што очекуваат? Се врзале со истите тие власти, доколку им биле најлесно да се врзат. Старата дефиниција на шизофренија во политика. Исти луѓе, исти формули, очекуваш друг резултат. А зошто се врзани постојано со нив? Зошто се врзуваат со тие кругови, зошто тие кругови ги сметаат за единствено релевантни? Затоа што тоа определира од нивниот мандатен менталитет. Од искуството кажува, не дека на истокот не постои кариерен приоритет, но мерилата кои се наметнуваат од нивните домицилни, од нивните центри се јасни. Ова може да се заврши. Во Скопје и низ регионот имаме западни дипломати кои едноставно доаѓаат и времето го поминуваат половично гледање на саат, уште колку има останато и второ колку се имат префрлено пари од платата. Но без некој дух, доверба, интерес или барем трунка симпатија да се направи нешто различно. Затоа што се сигурни дека нашите власти елити се прозападно расположени формално или што се сигурни дека луѓето секако ќе бидат? Те уверувам дека сите се убедени дека сем реториката ништо прозападно нема. Имаат тоа како факт кој не сака да го променат или очекуваат ние самите да го промениме?
Ја оддавна, многу често на западните амбасадори му кажував, ја не нити очекувам, нити е логично да чекам да вие промените состојбата. Тоа не е ваша задача. Така е. Само да барам, немате да не саботирате. Да. Нема да отежнувате работата. Буквално саботирање. Немате да отежнувате. Тоа се виде во низ шарената револуција. Која гледаме политички, основицата на шарената револуција беше токму културата. Не на цртање, не на балет, не на опера, тука една култура на младиот тој студентски пленум, која почна да диша на поинаков начин. Почна да користи замисли, хумор. Хумор низ тие плакати. Нешто што е стандард на секаде, овие млади почна да користат некои смешни паноа, Тоа беше изворен, автентичен... на партијата во книжката и така и нешто. Така. Но тоа ги освои симпатиите. И тоа тераше некој... Чистата идеја. Една стихија. Што само ние сметаме дека тоа нешто е синоним за едно нешто лошо. Не, тоа е природна енергија. Гајли ја неа дали ти мисли дека е добра или лоша. Она си постои. И што се случи? Тоа имаше едно течение и одеднаш дојдоа озбилните луѓе. Дојдоа од Сорос, од Американска амбасада, од Британска амбасада, Француска амбасада, Германска амбасада и почна. Вие имате добра намера, но сега треба тоа да се стави во некои озбилни институционални рамки, затоа еве, вие не знаете да изберете добар лидер, ние ви го препорачуваме. И на плејада на импланти, кои одеднаш се појави од никаде и стапи на политичка сцена, предводени од Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Артан Груби, не знам колку ги имаше од Влем, па без алтернатива, ќе ги знае колку ги има. Ма таа истата потреба за контрола. Повторно, бидејќи карактеристиката на сето тоа беше Тоа е само потребата за контрола. да живеат црвените кмери. Да, тоа е само потребата за контрола над која немаш контрола, енергија по која не се научени без контрола, тоа е проблемот. Ако немаат контрола на било што, а не на ваква изворна енергија што не знаеш на каде ќе отиде и кого ќе загрози, условно кажано, мора да го вратиш на патиките. Сега сме на патиките вратени. Да, но тоа враќање во циркуларно движење. Да. Перпетуално се повтори секој пат кога нешто ќе испадне надвор од тие шини, делумно поради аргументите кои се нудат од овдешната длабока држава на баналноста, а делумно е тој тие мандатли во дипломатијата на Западот, повторно се враќа во истиот самоубиствен круг во име на спас. Тоа е парадокс. Сега ќе не спасуваат од нас самите, од нас. Па, тоа покажува 14:30, дали уште 15 минути имаме или 15 минути имаме поминат. Во секој случај можеме некако да заокружиме некоја тема која нема ни опаш, нема ни глава, но не беше ни целта да наоѓаме дефиниции, туку само да споделиме тоа дека таа збунетост не индивидуална, туку е состојба на општеството. Дека не сме нешто во фаза на некоја агресија, чувство на опасност, туку збунетост, дека еден период е завршен. Работата што никој не го објавува тоа. Завршен е, да. И ја мислам дека е збунетоста затоа што е завршена, не знаеме што понатаму. Овие односно знаеме што понатаму, не е по овие некои разговаравме со ова, убаво да се подели со гледачите, слушателите, дека ние мислиме дека сето ова нешто е чудно, нешто неприродно или мистично, но зборуваме некои за предскажувањата на Самуел Хантингтон. Ние го знаеме за тоа, за конфликт помеѓу цивилизациите, но повеќе ми се допаѓа поради студената рационалност за објаснување на вистинските корени на што се случува. Во која нема ништо, ни агентури, ни тука е нормален процес.
Во 1980 година он објавува книга The Promise of Disharmony. За Харвард ми се чини. И он таму забележува дека американското општество поминува низ грчеви contractions на судири секои 60 години. Како неминовен циклус. Да. Почнувајќи од The Revolution, граѓанската војна, па до 30-тите, и он лоцира последниот циклус некаде на крај на 60-тите и 70-тите со расните немири, протестот против патриаркалноста, подемот на либералното, на феминистичкото, на расна рамноправност, кои диктира следите 60 години. И во тоа дело, во 1980 година, он предвидува дека следниот циклус ќе се случи во втората половина на третата деценија од 21 век. Значи ние сме во центарот на случувањето. Ние сега имаме една тенденција да секогаш кога збориме за себе, се гледаме од два екстрема. Дека сме папокот на светот, дека се почнало од нас и се поврзано со нас, дека ние сме двигатели од позадина, така, мали ме техничачиња, во кои управуваме и со кризата во Аргентина и судбината на Гренланд. Да. Другото читање дека сме апсолутно небитни, дека не постоиме, дека сме јад, беда и мизерија. Не е ни првото, секако, ама не е ни второто. Ние сме дел од тој механизам. Кога велиме дека сме мали, небитни, ние забораваме дека Октомвриската револуција не беше покрената од 50.000 луѓе, туку 3 лика. Ленин, Сталин, Троцки. Тоа беше. Што значи дека навистина тоа мало техничарче може да има функција, ама не на тој начин како што ние замислуваме. Така дека кога ги гледаме ние наши процеси, на еден начин тие се поклопуваат. Или денското восстание го гледаме одделно. И тоа е нашето, ние го тоа. Да. Во рамките на Отоманска република тоа било едно од десетиците. Ги гледаме работите, а не. Десетиците бунтови кои се случувале во тој период. Ама тоа е битен, бидејќи било, значи, турците тоа го кажува, ти си бил од еден систем, ама не си бил клучниот фактор, ниту си бил последниот фактор. Ама стави се во контекст. Тоа е клучното. Тоа е. Да ги ставиме работите значи, во контекст. Иако се сметаш дека си провинција, заборави и провинцијата е дел од глобализацијата. И потоа тоа што се случува преку вторите светски војни, но ги имаме и тие реперкусии од 68-ма, тие либерални движења. И тука се објаснува зошто, например, ликови како не само Крстот Црвенковски, туку и Стево Црвенковски се некако намерно ставени на страна. За да служат како, бидејќи се смета како позитивен пример, кои ги ставаат во не толку повално светло, овие кои глумат дека се позитивни примери. И 90-та година сме дел од тој поширок тренд, што се има случуване на падот на комунизмот, на вербата во демократија, раѓањето на нова Европа и сето тоа. Пак сме дел од тој процес. Ама не сме шоферите, ниту пак сме некој риморки онака приколица која се влечка на нас. Ние сме дел од патниците. И сега ми се чини дека оваа анемија, оваа апатија, бескровност, безидејност, всушност е една период на пауза пред да не зафатат тие други процеси кои веќе се шират широм светот. Се неминовни. Неминовни, болни. Не би сакал да ги гледам како некој дарвинистичка призма на само способните ќе преживеат, но ќе се стави на тест нашата адаптабилност. На бегање, се тргнеме од комфорот, ќе се преживеат нешто најдобро, ќе се прилагаат. На комфорот, на живулкање во блато, кој се онака топличко и не прави да се чувствуваме супер. Затоа што нема веќе комфорт. И да станеме адаптабилни. Тоа е, од една страна се осликува во тоа што очигледно овие политички партии што го прават естаблишментот немаат понуда. Они немаме веќе класична власт и опозиција. Имаме судир со естаблишментот и општеството.
општеството, опозицијата. Така беше 2016, така сега се повторува. Повторно истото. Да. Искраја сите кавги што ги слуша. Нема премногу мудрост да се види дека сепак по клучите прашања они се унисони. Дека си да разбира дека таа зависност од определени квантуми проценти на гласачи, распределени по фиоки на ист шифонјер, Да. е под заедничка закана да се појави повторно некоја енергија која не ќе се бави со фиоките, туку шифонјерот сака да го фрли Цел. комплет. Комплет. Таа замисла е се уште дефинирана као напад на уставен поредок, на демократските принципи, на популизам, се измислуваат терминологии. Се да се прике прашањето, да, ама која е вашата функционалност? Ние нема. Вие станавте не двигатели, вие станавте блокадери. Така да, затоа, не да бидам као Лени што полошо тоа подобро. Ама убеден сум дека крајот на овој процес, кој започна не 90-та, туку 1980 година, со заминувањето на Тито, и поминати 40 години по барање на нов Тито, во носталгија по едно време, ал се нека добро јело. По носталгија на време кој никогаш не постоело така како што Во зачувување на таа, на тој кастинг на улоги, на главна улога е Србија, е Хрватска, ние сме спорни улоги, Да, албанците се статисти, тоа е завршено. е завршена приказна. Да разбереме дека таа криза која има е поминато, не има факторизирано поради јадра. Точно сме биле на јадранот, као стратешка цел. И дека се треба да се адаптираме кој една друга реалност. Дека новото стратешко подрачје не е веќе јадранот, тука е Црно море. И тоа подразбира дека се факторизираат уште повеќе една Румунија, Украина, Бугарија. И дека се тие новиот столб на држење на линијата на Балканот, како субституција на она што беше Белград, Скопје, Атина. Атина успеа да се префрли и да стане дел од тој нов столб од Букурешт, Софија и Атина. И сега треба да се одржува тој привод дека Србија се уште клучен фактор, а си да знаеме дека веќе не. Единствената факторизација за Србија е да стане членка на НАТО. Како дел од процесот. Таа едноставна дефиниција е најтешко да се пробие до луѓето. Веќе нема полож отколку да натераш човек да прогледа кој не сака да види и да слушна кој не сака да чуе. Кој не сака да слуша. Така е. Ти благодарам Благодарам за разговорот. За разговорот. Се надевам дека бевме интересни. Па И корисни. се надевам дека бевме провокативни. Па да. И тоа е. Се надевам дека добивка. ќе инспирираме некој плагиатор. Да ги превземе овие тези кои што често се случува да слушаме еко на наши зборови, Да. но со нека определена временска дистанца. Така. И тоа не е нешто за лутање, туку за поздравување, бидејќи Апсолутно. повторно како исторична уметност знаеме дека да немаше копирање низ историјата, уметноста се уште ќе останеше во рамките на манастири и црквени кругови. Така е, копирањето е составен дел. Да, тоа е најдобриот комплимент всушност и во уметноста. Ти благодарам. Благодарам.